Стадион. Емисија за вашата вистина. Тројанов, ќе одговорите на сите вие работи, меѓутоа имаме на линија уште еден соговорник, кој што е ваш колега во парламентот, заедно по малите партии настапувате, Дом. Маја Морачанин, дали се слушаме, господја Морачанин? Да, добар ден, одлично ве слушам. Вака сега, првата битка од оваа борба ја добивте. Пендаровски, председателот не го потпиша. Натаму, што ќе правите? Добро, процедурата во парламентот е следна. Откако председателот не го потпиша указот на овој закон, се враќа назад во собрание. Рокот е 30 дена, треба да се разгледаат забелешките што ги дал председателот, и постапката е да има амандмани и може законот и да се повлече. Мислам дека е најсоодветно, бидејќи навистина има многу проблематични аспекти во овој закон, тоа и да се реализира, да биде комплетно повлечен законот од собраниска процедура и потоа да понатаму да евентуално се разгледува некое друго законско решение во оваа насока. Мислам дека треба да се најде друг начин како да се решава овој проблем. Мојот став е познат, јас тоа со години наназад го зборувам во собранието и јавно, дека не треба да се толерира воопшто незаконското градење, бесправното градење, и дека треба веднаш да се санкционира. Значи, кога некој ќе почне да гради без дозвола, така и според законот. Затоа има градежни инспектори. Треба да се направи инспекција, да се санкционира оној што го прекршува законот и да се отстрани дивоградбата. Тоа е законскиот начин и најдобриот начин како да се сопре со ова масовно градење на диво, кое што потоа го узурпира и јавниот простор и е на штета и на квалитетот на живот на граѓаните, и на здравието, и на животната средина секако. Господи Морачанин, само да ја прашам, значи, вие сте целосно амблок против донесување на ваков закон или потребен е видоизменет закон кој што ќе легализира одредени објекти? Јас сум комплетно против незаконското градење. Затоа што тоа не само што е незаконско, значи ако е нешто незаконско треба да се санкционира, а не да бараме начини како да го ставиме во правна рамка она што е бесправно. Прво тоа мислам. Второ, што веќе 10 години имале можност граѓаните кои што имале бесправни објекти, еве се дало, значи имало проценка тогаш 2011 кога е за прв пат донесен ваков закон со кој се легализираат дивоградбите, и за 10 години функционирање на овој закон, мислам дека имале доволно време и можност сите граѓани еве да ја завршат таа постапка за легализација, и идејата била, предпоставувам тогаш, значи ете да се направи еден пресек, се што било бесправно изградено до март 2011, да се даде можност, но потоа веќе да не се продолжува со бесправно градење и легализација. Но гледаме тогаш дека вие како партија не бевте против. Закон не ја исполнил таа цел, затоа што во меѓувреме од 2011 еве овие 10 години се продолжи со градење на дивоград. Тогаш вие не сте биле против. Не сте биле така категорично против дивото градење. Не сум била во парламентот, не сум била ниту политички активна. Значи мислам дека ако повторно се продолжи со легализирање на бесправно изградени објекти, ќе испратиме навистина лоша порака до граѓаните, затоа што едноставно ги ставаме во поповолна положба граѓаните кои што градат објекти без дозвола, на диво што велиме, отколку оние што ја пратат, ја реализираат целата постапка, процедура, ги почитуваат законите се, за да добијат дозвола за градење и на тој начин
да можат да градат објекти такви какви што тие сакаат и какви што се предвидени со урбанистичките планови. Мислам дека и тој аспект е многу важен да се потенцира, дека со овој начин не само што е незаконски, туку и се нарушува принципот на урбанистичко планирање комплетно на просторот. Ние затоа имаме закон за урбанистичко планирање, закон за градење, се носат, значи има хиерархиски принцип кој што мора да се испочитува. Секој план кој што е на пониско ниво мора да биде усогласен со оној кој што е на повисоко ниво. На највисоко ниво е просторниот план на државата, потоа генералните урбанистички планови, па деталните урбанистички планови, што значи една градежна дозвола да добие некој за градење, мора да е тоа во согласност со деталниот урбанистички план. Ние имаме состојба во државата каде и детални урбанистички планови не се усогласени со генералниот урбанистички план, што е пак прекршување на законот за урбанистичко планирање. Што значи целата оваа постапка е односно. Сега ќе се соочиме да треба да се легализира некој бесправно изграден објект и потоа да го ставиме во планот, иако не бил предвиден. Опако е постапката и не може да се постигне она што е цел на урбанистичкото планирање. И дополнително, затоа што гледам дека е тоа и сега дебата во јавноста во однос на социјално ранливите категории граѓани. Апсолутно сум за да се заштитат интересите на социјално ранливи категории, но начинот на кој тоа треба да го направиме и да им помогнеме на овие граѓани е да бидат ослободени од комунали за градење. Но сепак да се почитува постапката, да добијат дозвола, нека имаат привилегии околу тоа, како нели финансиски, но да сепак тоа се гради според план. Исто така, значи да бидам многу да бидеме појасни. Колку што ве разбрав. Значи вие сте против воопшто да се носи ваков закон или тој закон да ги опфати само објектите на социјално ранливите категории. Што правиме со Скопје 2014 на пример? Има доста објекти државни, не само Скопје 2014, туку и други кои што не се впишани се Дивоград би. Така е. Значи мојот став е дека се што е нелегално треба да се санкционира. Значи, да се казни оној што гради бесправно и да се отстрани дивоградбата. Тоа е според законот, тоа е најдобро за сите нас и тоа е пораката која треба да ја пратиме, дека не може да се гради без разлика дали гради физичко лице, правно лице, дали се тоа државни институции, значи мора да се почитуваат законските прописи. И мора да се почитува урбанистичкото планирање. Инако, зошто ми се тогаш сите овие закони за урбанистичко планирање, за градење и така натаму, ако тоа не се почитува? Што работат инспекторатите? За градежништво има локални инспектори на локално ниво во општините, државен градежен инспекторат. Тие се одговорни да направат другите, да направат санкционирање на бесправното градење. Може ли да заклучам вака на крај? Ако вие не успеете да го блокирате овој закон, по втор пат, може председателот мора да го потпише, меѓутоа имаше такви искуства, може нема рок временски, може да игра со времето и година дена да не го потпишува. Имавме такви случаеви, примери со претходниот председател Ѓорѓе Иванов. Значи, ако биде донесен сепак овој закон, може ли вие да речете и по цена на обстанокот на владачката коалиција, ако го донесете овој закон, ние излегуваме од владата, паѓа владата, имаме нови избори? Ама гледајте сега, ова не е прашање на коалицијата и владата. Бидејќи ова законско решение го поддржа и пратеници од позиција и пратеници од опозиција.
Значи не, ова е некој заеднички интерес, би рекла, ева заеднички став за законот. Само неколку пратеници, и тоа од различни политички партии, што е добро, значи во секоја од овие опции, позиција и опозиција, има пратеници кои што не се согласуваат со носење на овој закон. И така и треба. Изненади ли тоа што голема слога покажа СДСМ и ВМРО-ДПМН? Не изненади. Да, јас не очекував дека со толку големо мнозинство и пратеници од позиција и опозиција ќе го донесат законот. Па зошто е тоа така? Добробитот на граѓаните, големите партии проценили дека ова е за добро на граѓаните, за подобрување на нивните животни услови, или пак каде лежи заекот? Си ја спасуваат кожата, некој пазар, трговија договорена во 4 очи? Јас би требало сега во спекулации да влезам околу тоа, бидејќи немам олигархички интереси. Но она што, да, што можеме да јас од моја перспектива да видам како размислување е дека прво има и навистина голем број на граѓани кои што бараат да се легализираат дивоградбите, значи се согласуваат со вакво законско решение, бидејќи во некој момент изградиле бесправен објект и сега сакаат да го легализираат. Значи, овие партии сигурно предпоставувам имаат и такви барања од граѓаните, бидејќи пак и јас лично сум се соочила, бидејќи во континуитет мојот став е против дивоградбите, дека некои граѓани ми замеруваат зошто сум против, затоа што сакаат својот личен интерес да се го остварат и реализираат. И вториот момент е бизнес интересот. Значи, секако дека ќе има некој финансиски бенефит од овој начин на легализирање на дивоградбите. И тоа се според мене двата клучни моменти, зашто е и популарно за големите партии да носат ваков еден закон, бидејќи да, непопуларно е да отстранувате дивоградби и да рушите. Апсолутно. Ама нема друг начин. Зашто вака, ако продолжиме, ние ќе го узурпираме целиот простор. Мора да се престане со тоа гледање дека личниот интерес треба или на поединци интерес или бизнес интерес да биде пред јавниот интерес. Сте размислували ли вака? Тоа е прашање и за Трајанов. Да, сте размислували ли вака? Со ова ќе се зголемат цените за легализација, плюс 50%, како е во законот. Пандемија сме, криза економска, буџетска, ќе се наполни буџетот вака. Така е. Тоа е точно дека сигурно ќе има дополнителни приходи во буџетот кои што еве не биле планирани, со овој закон ќе имаат. Но дали е тоа начинот на кој треба да го зголемуваме буџетот на општините? Јас се согласувам со процесот на децентрализација и по-добро финансирање на општините, се соочуваат со финансиски проблеми, нека се издвојуваат повеќе средства од даноците кои што сега одат на централно ниво на општините, но не на овој начин. Затоа што знаете, ако вака почнеме со нарушување на законите да обезбедуваме финансирање дополнително, мислам тоа не е начин. Само за крај да ве прашам, ве гледам на слика, не сте се дотерале како естрадна звезда. Ве нарекуваат популисти, естрадни политичари, или не мислат на вас, мислат на левица можеби? Не знам на кого мислат. Она што јас нема да коментирам вакви изјави. Знаете, мислам дека неопходно е да го зголемиме нивото на политичка култура генерално и начинот на кој тече и дебатата во собранието и вака и во медиумите и во јавноста не е примерен и не е соодветен. И тоа го покажуваат и истражувањата кои ги анкетираат и граѓаните. Например, нивото на дебатата во парламентот е оценета со 2. И тоа е поразително за сите нас како пратеници и тоа на граѓаните им е јасно и на нас останува на крајот да се однесуваме соодветно на функцијата која извршуваме
и да го сочуваме интегритетот на институцијата и на крајот и личниот интегритет. Секогаш Госпоѓо може да Врачеви, имаме благодарам. различни мислења, јас тоа почитувам се, но секогаш има добар начин, пристоен начин да се аргументира некоја разлика во мислењата со почит со соговорникот. Стадион. Емисија за вашата вистина.